Не сме Ја сака Македонија ако не испрактикуваме барем во едно издание на Ја сака Македонија да се потсетиме на македонскиот фолклор и на македонската традиција, на она што се проткајува со години наназад, а со задоволство гледаме дека и најмалите го продолжуваат, односно децата уште од мала возраст изучуваат инструменти, го изучуваат македонскиот фолклор и традиција, македонскиот мелос, кој што е навистина уникатен, навистина единствен за нас и кој што во светски рамки достигнува голема слава. Во студиото на Ја сака Македонија имам прекрасни личности кои што ни допатува од Кочани, Стојов Драганчо, Стојова Марина, Стојов Никола и Наумов Ангелчо. Веќе ни се подготвени. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро. Хвала на поканата и поздрав до сите гледачи на телевизија Сито. Како поминавте попат? Попатот добро беше многу. Немаше сообраќај многу. Времето убаво. Убаво прекараме патот многу добро. Со смешки, со шали, со за побрзо да помине патот. Да. Така. Ке ве задржам тука вас, драги мои, меѓутоа ќе им посветам внимание на Ангелчо и на Никола, затоа што тие се оние кои што ќе го започнат нашиот разговор и ќе го започнат ова официјално гостување. Една песна, која што или пак оро, која што ќе биде отсвирена на гајда. За гајдата е задолжен Никола, а Ангелчо е задолжен за тапанот. Можеме ли да почнеме, дечки? Повозрастните ќе речат, алал да ви е деца, бре. Навистина е убаво да се слушне македонска песна, да се слушне македонско оро, а уште поубаво е кога такви млади деца ќе продолжат традицијата на нашите предци. Би сакала да започнам со Ангелчо и со Никола. Членувате во ансамбл, незалудно сте ни меѓу најретките мајстори во Македонија. Навистина
ретки се изработувачите на стари македонски традиционални инструменти кои што се уште може да се најдат во Македонија, низ различни градови, меѓутоа различни личности кои што се обидуваат да продолжат и таа традицијата на изработка на македонски инструменти. Ангелче, ти како се запозна со тапанот? Па ми беше мерак да свирам на тапан уште од мал и дојдов прво деление, па дедо ми купи тапан. И се усовршував. Полека сами се изучувавте како треба да свирите. И дојде време па си купив нов. И така се учев. Стана маестро на тапан. Така е. Нема да застанете тука, додека го слушав ова ора, уште сликата можеше да ви биде надополнета со играорци за да се долови што е она што е македонско исконство во нашата традиција и фолклорот. Драганче, Марина, вие сте, претпоставувам, горди родители на вашиот син, гледајќи го вака како успешно, навистина, ете, сам ја научил тамбурата со мала помош. Голем успех е тоа. Како кренаа прво одделение, почнаа на играорна и самото си дојде се по себе. Сега здравие и на музичка. Прва година се запиша на музичка, па натаму станува да се надеваме да просперираме. Веќе ќе бидат образовани музичари. Да. И како што тргнало на здравие Боже и во светски рамки славата да ни носат од Македонија, да презентираат нашата култура и традиција, а нормално успесите да ги носат повторно во Македонија. Драганчо, кога ете за прв пат вашиот син посакал да свири на тамбура, што си помисливте? Имаше желба многу да свири на старите инструменти. Не ми чудно беше малку. Ама зашто да не биде фудбал, ракомет? Да. Излази желба, Поленка купи име тамбура. По тамбурата и гајлата исто. Ја занимаваме и се со Чичо Гумонец, дедо Гумонец таму малку увежбаше, надеше, потоа почна сам. И одат и настрано свират по манастири, преку игрорната си одија да представуват игрорната по други градове. И така за сега е одличен, добар е. Одличен, и јас можам да потврдам дека е одличен. Убаво е кога навистина ќе се слушне македонската музика, а како што кажав, посебно од оние младите кои што наследуваат, некако во денешно време, затоа ви реков, фудбал, ракомет е, можеби спорт, било каков спорт е првиот избор на едно дете. Меѓутоа, ете, постоела една личност, Чичко Моне, која што ги собирала некако и ги намамувала да се запознаат со овие стари македонски инструменти, за да ја засакаат токму таа музика, да го засакаат токму тој мелос, за еден ден да израснат во личности кои што едноставно ќе бидат амбасадори на македонската музика и традиција. Мора да имат подмладок. Така е. Ако нема подмладок, традицијата ќе се заопостави. Нема да се продолжи и ќе скасне. Заносиите се Кочански и Осоговски крај што е горе, Осогово. Од таму потекнува старата носија, тоа е со векове тоа, не може да го каже некој дали 100 години или 200, тие се стари носии. Од таму потекнува носијата од Осоговскиот крај. Има некоја карактеристика, Марина, во токму таа носија? Во однос на боите, шарите? Па има. Старо. Така. Постаро. Вообичаено веќе оние фамилии... И многу тешко може сега да се најде таква носија. Многу тешко се наоѓа. Ние сега моментално тражиме и за нашата ќерка, ама тешко. Тешко. Тоа сакав да го кажам, дека веќе оние кои што поседуваат носија, меѓутоа која што е автентична, ја продаваат на колекционери или пак ја подаруваат на колекционери, а постојат и бројни личности од странство кои што сакаат да ја купат и ја вреднуваат македонската носија, било од кој крај да е од Македонија, затоа што сепак изработката на македонската носија има своја специфика, како што велат на светло од свеќа се ткаела и се составала приказна. Понапред старите се ткајали и се работели, додека сега од младите ретко да знаеме тоа да го работиме. Тешко се најде. И не можеме така лесно да го научиме. Доколку не посетуваме некоја обука, која што ќе ни покаже на најблизок начин како се изработуваат носиите, во друга прилика нема шанси, мислам дека да се изработи.
таа посебна приказна која што се вкајувала во носиите, Тоа се предета. Не може, да. Со волна, тоа се Везење, ткае, тоа си со стари тие така. разбои, такво, што Што се ретки се веќе. рачно се е работило. Ние најдовме во една прилика на госпоѓа од Берово, која што уште поседува развој и која што уште ткае на развој, што е многу голема реткост. Што е со ората, кочанските ора? Има некоја специфика и карактеристика токму во нивното одигрување? Па има, ора има наши ора, што си шопката што е најзастапена е. На 3 пати шопката. А посебно у Ризарија е момиолот. Таа обично на секој настап се свире, учествува. Така. Да. Тоа е она што е задолжително. Традицијата и за обичаите која има настап во Ризарија, Така. тоа се практикува. Како изгледа сето тоа? Има некоја приказна, мома оди некаде или се представува нешто? Па обично се одржува концерти на Ѓурѓовден, 6 мај, доваѓаат и од други држави што учествуваат преку игрорната. И после есента денови на Оризо кога е, исто и тога и се одбележува. Па до сега е убаво и се одбележува традицијата и обичајот. Се до година се обележува, Да, мислам. така. Преку игрорното иде тоа се, преку нашето село и си е добро, тоа е многу добро. Убаво е да се продолжи традицијата. Го споменавме кочанскиот ориз, но ќе се задржиме сега на темата на македонскиот фолклор и традиција. Ќе ги прашам младите, колку време членувате веќе во ансамблот? Па, веќе некаде околу 10 години сигурно. И ќе продолжиме да учествуваме. Не смеете да се откажете после ова. Не смеете навистина да се откажете. Ангелчо, кога прв пат се зачлени ти во ансамблот? Па, кога имав 8 години. Така? Тогаш ти се пројави желбата да започнеш и да се видиш и да бидеш дел од тој ансамбл? Па, и тогаш се запознавме со Никола. Заедно почнахме да свириме, да се дружиме. Се дружите и со инструментите, се дружите и приватно. Колку време посветувате на пробите? На настапите сепак со ансамблот? По проба имаме по 2 сата дневно. И Тогаш учите нешто ново, ги повторувате од стари кои што се ги поднаучиле? Најпрво ги повтораме старите ора што сме ги научиле. Така. Па после нешто ново земеме, па така. Така. Каде досега имате настапувано и дали можете двајцата да ми одвоите некој ваш најдраг настап каде што сте биле? па низ цела Европа. Така? По различни држави, но ја се сеќавам кога бевме во Босна, имаше многу голема публика и бевме поголем дел од оркестарот и кога почнахме да свириме, имавме многу голем број на аплауз и сите луѓе беа, мислам дека многу задоволни од оно што го свиревме. Аплаузот на публиката е секогаш доволен доказ дека сте биле одлични. Мислам дека публиката е таа која што најавтентично ги оценува сите оние кои што настапуваат некаде на било каква манифестација, а и е доволен поттик за да продолжите понатаму, безрезервно да вложувате во себе, во вас двајца, за да бидете навистина успешни во она што се вели амбасадори на македонската традиција и милост. Никогаш да не застанете, јас би ви посакала тука, да престанете и со македонските ора и со македонската музика. Како се дружите на тие настапи? Што е убавината во настапите надвор од државава, во државава? Па најубаво е тоа што сите сме заедно на едно место и многу е интересно, многу е поубаво кога идеме на турнеја, одвоени сме од дома и поубаво е, не знам како да кажем,
Интересно Да, кога ќе многу се е видат поинтересно, оние да, различни култури собрани на едно место, различни ора од други држави, песна од други држави, која што досега можеби сте немале можност да ја слушнете, а токму таму прв пат ќе ја видите како се изведува. Тогаш мислам дека на тие настапи се гледаат и носиите автентични, карактеристични за определена држава и сето она што тие го представуваат доаѓајќи нели токму таа држава. Драганче и Марина, заврши жетвата на Кочанскиот ориз, а Кочанскиот ориз е еден од најценетите, најквалитетните и најпобаруваните на пазарот, кога станува збор за воопшто за производот ориз. Како поминавте на овогодишната жетва? Па како секоја година. Собериме го оризот, жнееме го. Бирикет има, не дека нема, тоа си се уред. Трудиме се, работиме ги нивите. И ние, косите други. Само нема добри откупи, нема добри цени. Приносот е одличен. Приносот е... Намалува се од година на Од година. година на година се намалува. Оваа година е намален ради временските услови. Така. Многу беше жешко, слнцето го прегорего оризот и стои како глух сега. Нема да ќе лажете, нема го... Оризот едноставно нема квалитет. Кој нема тој квалитет. Тоа си е до временските услови практички. Онака, друго, не сме многу задоволни од оризот. Како мислам, како култура е добар за ориз, за природна храна, убава храна, сето тоа. Нема откуп, нема цени. Долги години сте во производството на ориз? Долги. Семено веќе се сите вклучени? Да. Така? Да. Години наназад и веќе овие години сигурно има голема разлика. Има, можем да кажем од додека беше Југославија и сега има разлика многу. Не залудно останало да се вели дека Кочанскиот ориз е еден од најквалитетните производи од нашето поднебие и надалеку познато, секако и прочувано неговото неговото квалитетно производство на нашата земја, на нашето тло. Меѓутоа, како што велите, дека веќе во поново време упаѓа откупот. Зошто сметате дека е тоа така? Зошто едноставно, вие сте земјоделци, вие познавате таа работа, производството на оризот. Вие од собствено искуство можете да кажете колку внесувате и вложувате, колку давате во самото тоа производство, а колку малку или пак многу добивате? Па мора да му земеш, како прво треба да ги ореш нивите за нафта, треба да даваш пари. Така е. Ѓубрињето мора да купиш ѓубре, вода за прскање, жетви и тоа е тие препарати се скапи. Значи, потребно е да се вложи. Треба прво да му дадеш, па да чекаш после да земеш. Земјоделието е такво. Трудиме се што можеме, али кога го жнееме оризосето, тоа кога го донесеме дома, просто нема ни откуп, нема ни добра цена и така си стоја. Тоа доаѓа до разочарување. Да, другата година па треба да садеш, па истите трошкови, па не земеш и тешко, многу тешко, и више стават нивите. Од 70-80% е полето ослабено. Кај вас во оризари, така? Да, за ориз оставени се. А порано се обработувало? Се се обработуваше. Сега ниви стоят многу декаражи. Не ги садат. Може ли да се набројат фамилиите, односно бројката која што се уште произведува ориз во Кочанско? Може да се набројат. Намалена е бројката? Намалена е многу. Така? Намалена е многу. Да речеме, така кога још понатаму ќе се намалува још. Затоа што нема сметка да го работи. Жалосно е, производството на ориз е само еден сегмент од стопанството во Македонија и порано била движечка сила воопшто на македонската економија, односно дел од сето тоа, меѓутоа во денешно време и повеќето култури кои што, како што рековте, во Југославија и со време се обработувале, се произведувале тука,
веќе е голема реткост да се сретнат личности, фамилии кои што се уште продолжуваат, не се откажат од производството не само на кочански ориз. Бројни краеви низ Македонија се носат своја карактеристика на земјоделска култура која што се обработувала таму, која што се произведувала таму и која што е карактеристична за тоа поднебје. Жалосно е навистина кога ќе се слушне, затоа што наместо она што го инвестирате вие како фамилија за производство на кочанскиот ориз, да ви биде, да кажам, признаено и платено, за да можете вие понатаму и ината година, како што кажате, истата работа повторно и повторно секоја година да ја правите. Имаш волја за работа. Да имате таа волја за работа, полека се губи. Губи се. Понапред имаш волја да работиш, само може да се заостануваш како земјоделец. На друга работа немало е потреба да лежиш да работиш. Само земјоделието народ е обстанувал и се имали пари. И се кои ти правили, се коли купували, се номери одили, се. Себе и работеш, и земјоделие работеш, и у фирма долеш да работеш. И уште не да па не бива. Навистина е. А така со голем број на фамилии низ Македонија, некако затоа велат, токму затоа децата ни одат во главниот град или пак ни се иселуваат во нашата прекрасна Македонија. Многу има иселеници. Има, навистина има, жалостно е за овие деца кои што можеби утре задутре кога ќе поминат неколку години ќе размислуваат да го напуштат домот, да го напуштат семејството и да заминат да работат во некоја странска држава. Нормално се со цел за подобра заработка, лично за себе. Така. Ајде да се надеваме дека се со надеж. Да се надеваме дека работите ќе се сменат, дека младите прекрасни личности кои што утре задутре со кои што утре задутре ќе имаме да се гордееме и да ги представуваме, ќе останат во нашата мила Македонија. Еве ако Никола можеби не ве наследи вас, има веќе почнато нешто со што можете вие уште од сега да се гордеете навистина. Јас накратко ќе ви се заблагодарам што во утро дојдовте во Скопје, во студиото на Сака Македонија. Покрај разговорот, ние збогативте нашата програма со песната и орото, која што Никола и Ангелчо ни го представија. А за самиот крај, секако ќе се поздравиме со уште една песна, така ли е? Никола, Ангелчо, што ќе слушнеме сега? Па, Малешевка е ново. Може. Драганчо, Марина, ќе ве поканам заедно да уживаме за самиот крај на овој разговор во уште една убава песна, Малешевка, за да ја слушнеме.
како да не се ужива кога навистина во прекрасно издание млади деца ќе ја представат македонската музика. Барем јас ова утро уживав во нивната музика, се надевам дека и вие, драги гледачи, уживавте.